Жане? Исто така е можеби дел од традицијата да присуствуваат председателите на служба во епископската црква или на некоја миса. Дали тоа се случи утрово и верувам следеле камерите и такво нешто? Да, самата церемонија на давање заклетва и инаугурација започна уште утрово, практично со црковна служба на која присуствува Барак Обама и неговата сопруга Мишел, заедно со ќерките и подпредседателот и неговата сопруга. Потоа, по традиција, поедоа на кафе кај председателот на заминување Џорџ Буш во Белата куќа, еден блок практично од црквата. Инаугурацијата продолжи со доаѓањето на Барак Обама пред скалите на Капитол Хил, зградата на Конгресот. За церемонијата на заклетвата, веројатно веќе знаете, бидејќи за тоа известија сите медиумски куќи. Потоа следи големата парада, која започнува практично во овие моменти. Парадата која исто така е своевиден символика за демократската транзиција на власта. Барак Обама, најверојатно, зависно од ситуацијата и од безбедносните услови, или во поворка во автомобил, или практично пешки, еден дел нормално од рутата, од зградата на Капитол Хил ќе се упати кон Белата куќа. Ова е голема парада. Парадата практично се местеше пред мојот прозорец синоќа, пред прозорецот на Гласот на Америка, и можем да ви кажам дека е навистина нешто што треба да се види. Жане? Да, пред да ти го поставам следното прашање, ќе ја замолам режијата доколку пак може да се вклучи во CNN директно да ги гледаме овие работи што ти ги коментираш, би било подобро. Меѓутоа, еве, вечерва е вечер на балови, на црни вратоврски, на свечени костуми. Има многу кои треба да ги посети Барак Обама. Кој е најбитниот и најатрактивниот? Се работи за 10. Во интерес на времето да не ги именувам и поточно кажано не се ни знае дали се точно 10, бидејќи тоа повторно зависи од безбедносните услови. Меѓутоа, вообичаено и според програмата Барак Обама би требало да посети 10 балови. Тоа е многу и за искусен играч и танчар. И мислам дека ќе се согласите. 10 балови се со стриктна кореографија. Некои од нив се во чест на родните сојузни држави на Барак Обама. Други се во чест на некоја друга работа од животот на Барак Обама, се со цел да се прославува неговата инаугурација. Чисто како податок, за овие балови веќе нема влезници. Нормално, како што рече, треба да бидете добро, пригодно облечени, а исто така и тие сами балови имаат своја посебна кореографија. Јас деновија го истакнувам податокот. Да, Ведран? Дали Ведран ти ќе учествуваш на некој од овие балови? За жал не, јас живеам во близина на Центарот за конвенции, каде што ќе се одржат трите бала, и ако е воопшто можно, ќе се обидам да се приближам и да видам каква е атмосферата, така што може да очекувате нешто од мене утре. Меѓутоа, денеска, верувајте, мощно е тешко, бидејќи тешко е да се излезе од зградата на Гласот на Америка за да се допре до зградата на Конгресот, а тој е практично само еден блок. Ситуацијата е неверојатна во однос на обезбедувањето, бидејќи огромен број луѓе, ќе повторам, позади мене веројатно се уште се гледаат, дојдоа да присуствуваат на инаугурацијата на 44-тиот американски председател, прв председател афроамериканец. Жане? Колку часа се чекаше пред Капитол за да може да се проследи? Верувам дека температурите, не знам какви се во моментов, и гледам те држам и јас тука на линија што се вели од Вашингтон, меѓутоа студено ли е времето, можат ли да издржат луѓето волку долго? Температурата се движи зависно од влијанието на ветерот од 0 до минус 10 степени. Чекањето зависно каква среќа имате. Јас воопшто не мора да чекам, бидејќи вечерта токму поради тие причини ја минав во Гласот на Америка. Меѓутоа, што се однесува до редиците, според оно што го слушнав, новинарите кои сакаат да влезат на Капитол Хил, а се работи за мощно ограничен број, морале да чекаат само по 3 часа на еден контролен пункт. Значи, само 3 часа за да влезат низ еден пункт. Така што ситуацијата е неверојатна и затоа најверојатно јас сум среќен, иако е тука студено што сум на покрив, бидејќи можете да го видите Капитолот, а исто така имам информации за вас. Што се однесува до луѓето кои доаѓаа во Вашингтон, велат исто, дека се чекало со часови за да влезат нит еден од 13 контролни пунктови во централното градско подрачје, преку кои можете да влезете во националното шаталиште, односно потегот кај што се наоѓаат сите споменици и зградата на Конгрес. Жане? Ведран, верувам дека долго им требало за да стигнат до Капитол, меѓутоа долго ќе им треба и за да си заминат од Капитол. Дали се тоа истите мерки за безбедност, истата процедура сега со часови треба да ја поминат?
Апсолутно да, меѓутоа не верувам дека луѓето ќе се заменат туку веднаш. Повторно ќе кажам, во Вашингтон владе неверојатна атмосфера дека ова е голем ден. Не само символичен ден, туку голем ден кој означува почеток и како што беше при изборот, бидејќи исто така имав шанса да се прошетам по улиците на Вашингтон за време на победата на Барак Обама на изборите, не верувам дека луѓето ќе се вратат дома наскоро, туку ќе останат. Некои од нив се веќе на шеталиштето, прославуваат. Очекувам прославата да практично да трае цела вечер. И еве, при крај со прашањата сум, и ако навистина ние тука сме сите љубопитни, нели, да дознаеме повеќе, што е првата работа што утре изутрена треба да ја направи Барак Обама? Дали има протокол за тоа? Имаме само 30 секунди, утре ќе се зафати според најавите со најбитните надворешно политички аспекти и економската криза. Практично ова ќе биде прв негов работен ден. Воопшто нема време за прослава. Веднаш по боловите утре дента тој ќе има состанок на својот кабинет. Жане? Ти благодарам, Ведран, за ова јавување и сите овие исцрпни информации што ни ги даде во програмата на Студио 2 на А2. Те оставам да ја проследиш до крај оваа инаугурација, до кога можеш да издржиш во 21 часот, доколку има нови моменти повторно ќе се слушнеме. Ти благодарам уште еднаш. И еве, тоа беше Ведран Андоновски од Гласот на Америка, кој извештуваше за Студио 2 и кој ни ја пренесе атмосферата директно од Капитол Хил, како што тој рече, утре веќе почнува работниот ден на Барак Обама. Веќе, например, еве ја веста која вели дека Саркози, например, му се брза Обама да почне да го менува светот. Францускиот претседател Саркози рекол дека сака што побрзо да почне да соработува со новиот претседател Барак Обама. Морам да кажам дека писмо до премиерот до Обама има и од премиерот Никола Груевски. На претседателот Обама му се обреќа со почитуван претседателот и во името на Република Македонија вели дека има чест да упати честитки и најдобри желби по повод инаугурацијата. Писмо има и до Џорџ Буш со зборовите драг Џорџ во името на народот на Република на Македонија, вели Груевски, имам огромна чест и голема привилегија да ви искажам на искрена благодарност за вашето лидерство и службата како 43-ти претседател на Соединетите Американски држави. Верувајте дека многу вести овдека имам поврзани со инаугурацијата и со сето она што се случуваше денеска во Капитол Хил. Например, папата го повика Обама да биде промотер на мирот и на соработката. Од друга страна, многу звезди таму се појавија денеска на инаугурацијата, меѓутоа и спортисти. Сесите Вилјам се многу горди заради инаугурацијата на Барак Обама. Во 21 часот ќе видите кои се таму настапуваше, па и дури за тоа како биле облечени луѓето од семејството на Барак Обама. Рековме дека пораката на Буш не можеме да ја дознаеме се уште што му ја оставил во фиоката во овалната соба на Барак Обама. Јас ви благодарам што бевте со мене и со Студио 2 и еве како новинар можам да кажам дека сум горда што присуствував и јас си бев водител на еден ваков историски момент. Точно во 18 часот се вклучивме во заклетвата на Барак Обама, новиот претседател на Соединетите Американски држави, а Ведран Андоновски известуваше во живо во Студио 2 за тоа како е пред платото на Капитол Хил и што се е поврзано со инаугурацијата на Барак Обама. Се гледаме во 21 часот, а до тогаш имајте пријатно.